Околу 140 лица се пријавиле да скокаат по Светиот крст. Пријавувањето за учество во традиционалното спуштање на крстот во Вардар во Скопски центар беше отворено 3 јануари, а беше заклучено вчера вечер. Потребни се лична карта и потврда од спортска медицина, заверка на картоните на самиот ден 19 јануари. В понеделник во 7 часот и 30 минути секој што е запишен има добиено картонче за учесник да дојде зад храмот Рождество на Пресвета Богородица, каде ќе се стави печат на картоните и само така ќе бидат пропуштени од МВР покрај реката Вардар за да учествуваат во манифестацијата, информираат од МПЦ. Малолетници може да учествуваат со дозвола од родител и со потврда од спортска медицина и ќе треба да присуствуваат со родител. Одбележувањето на големиот христијански празник Водици започнува утре во 9 часот одовде од храмот Рождество на Пресвета Богородица, каде што ќе богослужи поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот господин Стефан. Се очекуваат голем број на верници. По завршување на литургијата, богојавлинските лити заедно со свештинството во поворка ќе се упатат кон мостот Слобода, каде ќе започне водосветот, а потоа околу 12 часот архиепископот господин Стефан ќе го спушти светиот и животворен крст во водите на Вардар. Според верувањата, оној кој ќе го фати крстот ќе го следи среќа и благослов цела година. Фаќањето на крстот значи соединување на човекот со Христа, а се верува дека со положувањето на крстот водите стануваат лековити. МВР за утре најави посебен сообраќајен режим. Во центарот на градот за сообраќај ќе биде затворена улицата Филип II Македонски на потегот од крстосницата со булевар Гоце Делчев до крстосницата со улица 11 октомври во двете насоки. Секторот за внатрешни работи Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите кои ги даваат униформираните полициски службеници. Ќе бидат присутни екипи на итната медицинска помош како и припадници на Црвениот крст. Освен во Скопски центар, скокање по Светиот крст ќе има и во Сингелик и во Ѓорче Петров. Водици на работен ден за граѓаните од православната вероисповед. Габриела Лескова, Сител телевизија.